Државната изборна комисија ги објави конечните резултати од локалните избори за 44 општини. Во 33 општини ќе има втор круг на 2 ноември, а во останатите изборот е завршен во прв круг. Само во Шуто Оризари ќе се повтори гласањето за членови на Советот поради поништени резултати на 3 избирачки места. Основното јавно обвинителство Скопје ги осомничи Рустеми Исаити за загрозување на животната средина поради неправилно управување со комуналниот отпад. Тие не спровеле целосен надзор, што довело до создавање депонии и оштетување на почвата, воздухот и водата. Двајцата се приведени и се задржани во полициска станица во Газибаба. Министерството за здравство соопшти дека над 70.000 граѓани се пријавиле за вакцинација против сезонски грип, а повеќе од 22.000 веќе се вакцинирани. Вакцинацијата се спроведува на 35 пункта, од кои 5 се во Скопје, а бесплатна е за ризичните групи. Тимови вршат и теренска вакцинација за постари и лица со попреченост. Министерот за јавна администрација Горан Минчев најави формирање на Академија за стручно усовршување и обука на административните службеници во рамки на француско-македонски проект. Тој истакна дека законот за стручно усовршување поставува нови стандарди и ја приближува Македонија кон европска, професионална и одговорна администрација. Настанот се одржа со поддршка на француската амбасада и Центарот за управување со промени. Во Скопје се одржува 14-тиот меѓународен форум за енергетика за одржлив развој со над 500 учесници од светот. Премиерот Христијан Мицкоски истакна дека целта е создавање интелигентна, дигитална и зелена економија, а Македонија станува центар на глобалниот енергетски диалог. На форумот зборува и министерката Божиновска, како и представници на Обединетите нации и UNDP, кои ја нагласија важноста на одржливата енергија и меѓународната соработка. Поранешниот председател на Република Српска, Милорад Додик, изјави во Минск дека референдумот ќе се одржи на 9 јануари идната година и го нарече голем политички настан. Тој ги нападна муслиманските политичари во Босна и Херцеговина и ја обвини Централната изборна комисија за политичка пристрасност. Референдумот, првично закажан за октомври, беше одложен, а Додик веќе ја напушти функцијата председател на Република Српска, која сега извршува Ана Тришик Бабик. По серијата трагични несреќи предизвикани од пијани возачи, Агенцијата за безбедност во сообраќајот во Србија предлага драстични мерки, затвор до 40 години и трајно одземање на возилата, без разлика на сопственоста. Само оваа година 39 лица, меѓу кои и деца, загинале поради возење под дејство на алкохол. Семејствата на жртвите бараат построги казни и велат дека недостигот на каење кај сторителите ја продлабочува нивната болка. Доналд Трамп во Токио беше пречекан со црвен тепих од новата премиерка Санаe Такаичи. Двајцата потпишаа договори за трговија и ретки метали вредни $550 милиарди, а Такаичи најави дека ќе го номинира Трамп за Нобелова награда за мир. Трамп ја пофали нејзината заложба за зајакнување на војската и најави испорака на американски проектили порано од планираното. Ураганот Мелиса се приближува кон Јамајка и може да погоди повеќе од 1,5 милиони луѓе, предупреди Црвениот крст. Потоа се очекува да ја зафати источна Куба, а тропски бури се прогнозираат за Хаити, Бахамите и островите Туркс и Кајкос. Властите апелираат за подготвеност и евакуација во загрозените подрачја. Голем успех за Македонија на светското првенство во танц што се одржа во Љубљана, Словенија. Танчерите од студиото Ирека Dance Company станаа светски шампиони, освојувајќи злато во категоријата продукција. All Styles and Ages на I Do Have Up and Popping World Championships. На второто место исто така се најде македонска група, па двете екипи заедно го обоиле подиумот во црвено-жолта боја и ја испеале македонската химна на цел глас. Победничката кореографија You Against You е авторско дело на Ања Јолаковска, приказна за детската искреност, со ништата и патот до нивното остварување. На сцената настапиле 58 танчери на возраст од 8 до 20 години со 8-минутна изведба што ја воодушевила публиката. Македонијо, имаш на што да се радуваш и со што да се гордееш. Емотивно е мал збор, испишавме историја, напиша од студиото Ирека по победата. На првенството учествувале околу 4300 танчери од 31 земја и 5 континенти, а видеото од славеничките моменти и пеењето на химната е објавено на нивниот официјален Инстаграм профил.